Што најавив лидерката на ЛДП Моника Зајкова. Добро вечер и добро дојдовте, Зајкова. Добро вечер. Слушавме во претходните минути меѓусебни обвинувања помеѓу власта и опозицијата за тоа кој поголем криминал и во кој период сторил. Како е да се биде аутсайдер додека се гледаат овие обвинувања меѓу големите партии, сите три? Знаете како треба да се научиме дека оваа држава има устав и дека институциите имаат уставни позиции и дека не секој може да се става во улога на правосудството, не секој може да се става во улога на собранието или на извршната власт. Тоа се поделени власти, значи и по устав сме поделени на законодавна, судска и извршна власт и се додека се прават само козметички реформи, и декларативни заложби за борбата против корупцијата и независноста на правосудниот систем, ќе имаме вакви случувања како што ги гледаме изминатите недели на медиумите. Вообичаено кога се вели потребна е борба со корупција, се мисли на справување со корупцијата по сопствените редови. Сега ние гледаме отворање на предмет стар 15 години. Дури дел од експертската јавност изрази сомнеш околу тој тајминг. Како вам ви личи ова вистинска сега реална борба со корупцијата или може би се става на сцена предмет во навистина совршено време кога сите говорат за криминал на актуелната власт? Ако нешто можеме да се пофалиме дека во оваа власт може да видиме процесирани предмети против лица кои што извршувале функции за време нели на ова владење. Па имате двајца секретари на владата кои што се нели во судска процедура. Ќе видиме како ќе завршат постапките. Но она што отвара сомнеш кога имате предмет стар 15 години, зашто досега предметот не бил изваден на маса и најголем дел од критиките и на Европската унија, видовме и амбасадорот Гир на конференцијата за исполнителност на стратегијата за антикорупција, дека предупреди застарувањето. И отвара сомнеш зашто нели се вади после толку време, дали е причината застареност или постојат некакви си други причини кои ние можеби не ги знаеме, но не сакам да создавам некаква сомнеш. Да се води истрага од 2016, сега сме 2023, кажува за нефункционалност на правосудните органи и треба сите да се запрашаме и да повикаме на одговорност зошто се оставило тоа досега така, ако веќе имало индиции за сторено кривично дело. Затоа што не е коректно ни кон луѓето кон кои се водат постапките, ни кон граѓаните за сето ова што се случува. Ако некој се огрешил пред законот, треба да одговара навремено, а не да се прави само козметика дека некој одговара, а всушност сите постапки завршуваат без пресуда и со застарување на кривичните дела. Вие сте сепак дел од владеачкото мнозинство и носите дел од одговорноста, ако не за друго, тогаш барам за креирање на решенија кои што ќе ни избават од оваа ситуација во која што сме. Дали ве загрижуваат сомнежите кои што во јавноста се пласирани, поврзани со Дрина Ахмети, со Али Ахмети, со струшкиот градоначалник кој што се најди на црната листа на Соединетите Американски држави и презимате ли нешто за таа слика да се промени, затоа што институциите очигледно дека не постапувале и не постапуваат за дел од сомнежите кои што постојат во јавноста? Така, имаме надлежни институции кои треба да постапуваат и да ценат дали доколку има основано сомнение дали е сторено казнено дело или не е сторено казнено дело. Ние од наша страна во собранието доставивме предлог закон за изменување на кривичниот законник, застигнати од се она што го гледаме, особено од застарувањето на постапките, со кое што бараме подигнување на роковите за релативната застареност, но и на апсолутната застареност и при тоа да се зема предвид да се продолжи рокот на застареност на оние предмети кои што веќе завршило со правосилна првостепена пресуда. Законот е на пленарна седница, треба да биде поменат и на матично работно тело во собранието. Јас се надевам дека сите партии ќе се одважат да го поддржат ова. Каква и се оддеците до овој момент? Затоа што говорите со месеци за ова законско решение. Имате ли поддршка од најголемите партии? Дека некако големите партии си ја префрлаат топката како да никој не му одговара законот да дојде на предмет на расправа. Ќе видиме како ќе заврши исходот. Јас ги охрабрувам сите доколку сериозно сакаат да се бориме за реформи во правосудниот систем, да ги направиме тие реформи, еве барам преку законските Разговаравте со министерот за правда од вашата влада, со премиерот?
Искрено со коалициониот партнер кој што не е Социјалдемократскиот сојуз сум разговарала и тие се запознаени. Нормално отворени сме и за дискусија доколку и власта, односно нашите коалициони партнери и опозицијата имаат некакви забелешки да разговараме, да интервенираме во законскиот текст, а со министерот за правда не сум разговарала бидејќи секој пратеник има право да поднесе законска иницијатива која што е во интерес на граѓаните без при тоа да ја консултира извршната власт, затоа што собранието е посебна власт и може да носи знаеме, закон. А и истражувањата покажаат дека наспроти потребата собранието да ја контролира владата, всушност процесот е обратен. Затоа и ве прашувам, дали од владата имате поддршка за една ваква реформа која што ќе оневозможи некој да се надева дека во брзо време по заменувањето од власт делата ќе застарат и нема да биде одговорен за криминалот кој што може би бил сторен. Информиран е коалициониот партнер, односно пратеничката група, бидејќи ние сме дел од пратеничка група. Не гледам зашто пратеник би информирал владата за секој процес кога согласно и даловникот и законот и уставот може да поднесува законски иницијативи. При тоа ова нема да биде последна иницијатива, затоа што ќе следат и низа други кои што се однесуваат во делот на измените на законот за судски совет, бидејќи она што го гледаме е недозволиво и не може тоа тело никој да не го контролира и да нема одговорност кон никого, без оглед на оние извештаи годишни кои што се поднесуваат во собранието, каде што нели се е супер дотерано и расправата се одвива пак на политичка основа, а не на суштински реформи, како и низа други закони кои опфаќаат јавно обвинителската служба, надлежностите на Врховниот суд, затоа што ние ако се стремиме кон Европската унија мора да креираме цврсти правосудни органи, да имаме висок интегритет кај судиите, бидејќи тие се луѓето кои ќе треба да го спроведуваат законодавството кое ние го согласуваме со Европската унија. Кога ќе го почнеме тој процес на преговори, таму веќе нема никој да нема да имаме можност ни за тефтери, ни за ливчиња, ни за политички сугестии, политички пазарења кои што се случува. Станува веќе загрижувачки со кој тон меѓународната заедница ни се обраќа кога станува збор за владењето на правото. Мислам, никогаш немало толку отворени и јасни критики дека ова што се прави во моментов, дека немаме ние практично владење на правото, дека имаме нелегитимно тело кое што треба да го контролира судството. А не гледаме од другата страна, не гледаме од владеачкото мнозинство и во парламентот, бидејќи не сакате во име на владата да коментирате, не гледаме дека се седнува, се прави некоја стратегија, нешто се действува, некој се менува, нешто дека се прави во системот. Само слушаме критики и се заблагодаруваме што ни укажале. Мислам, така, мене е многу жал што доаѓа се од дека некој од страна треба да ни каже, како да не сме свесни самите дека не функционира. Не е дека не функционира само за предметите од висока корупција, секојдневните предмети на граѓаните се заглавени. Јас доаѓам од делот на правосудната фела и вие имате илјадници предмети кои што постапките траат, дури странките во постапката ќе починат, а предметот се уште не е завршен, што е недозволиво и нормално дека подкопува довербата во правосудниот систем, но за да го оставиме правосудниот систем да диша, треба да има и консензус, дека сите се согласуваме за голема реформа, ние имаме стратегија за реформи во правосудството или сега поново од 2023 до 2027 стратегија за развој, која што јасно кажува на правците каде треба да ги правиме реформите и се надевам дека истата ќе биде мерена пучино колку е спроведено, да не биде како стратегијата на државната комисија за корупција само 10% и дека конечно ќе има одговорност од страна на институциите зашто не ги спроведуваат насоките кои што им се дадени. Владењето на правото е еден од вашите столбови на вашата програма. Тука немате баш консензус со партиите со кои што сте во коалиција, бидејќи еве уште не знаете дали ќе го поддржат законот кој вам ви е клучен, а тоа е околу застареността. Партија е наша да се бориме да граѓаните видат суштински реформи. И затоа и седиме во коалиција за и нашата програма да ја наметнеме и да лобираме, бидејќи сметаме дека ова се исправни законски. Добро, уште една работа која што вам ви е клучна во програмата, дури имаше повеќе
закани од вас како помали партии дека ако тоа не се случи нема да бидете повеќе дел од власта, тоа е менувањето на изборниот систем и воведување на една изборна единица, со оглед на тоа што веќе сите одбројуваат некако до избори, се чини дека партиите за тоа се подготвуваат. Известно ли е веќе дека ова ветување кое ви беше давано од вашите коалициски партнери нема да се исполни и за овие парламентарни избори? Една изборна единица е прашање кое што многу години се протега во јавноста. Направени се многу јавни дискусии, секогаш се наоѓа некој кој што е кучничар на процесот. Ако во минатото беше опозицијската, односно во минатиот состав беше опозицијската ВМРО-ДПМНЕ, па подоцна го кочаше дуи процесот, па сега се наметнуваат прагови од 5% кои што се нереални, гледаме дека нема волја за да се направат реформи во изборниот модел, што навистина ми е жал. ЛДП кажа дека како партија е, односно из неговме состав дека сме спремни. Опозицијата сега ве поддржува. Па не знам дали дали е тоа искрена поддршка, бидејќи јас на расправите кои се однесуваа на законот за измени на изборниот законник, се одржани ли една расправа пред пленумот, пред да помина на комисиска расправа во второ читање, каде може со амандмани да се интервенира, односно ќе следи повторно јавна дискусија, бидејќи тоа е заклучокот од комисијата. Не видов дека некој излезе да даде јасно поддршка освен предлагачите или да изнесе аргументи зошто е против носењето на. Па ние јас со години немам слушнато никој да каже дека е против. Значи 6-7 Затоа години веќе таа дискусија пусти во поддржуваат во никој не даден вели дека е момент, против, а тоа не се случува. но кога треба да реализираат, нема реализација. Еве опозицијската ВМРО-ДПМНЕ ја практицираше власта, не направија промени на изборниот модел. Нашите коалициони партнери, иако една од програмските заложби при формирање на коалицијата беше една изборна единица, гледаме дека се уште тие да поддржуваат, меѓутоа не гледаме дека нешто сериозно се случува. Беше формирана работна група во Министерството за измени на изборниот законник. Ние имаме представник во таа работна група. Во таа работна група, освен за забелешките на ОПСЕ и ОДИР, не се зборува за измена на изборниот модел, иако кажавме дека сме подготвени да разговараме дури за доколку нема расположение за промена на изборниот модел, да разговараме за промена на математичката формула според која што се пресметуваат гласовите, бидејќи вака како што е поставен изборниот модел, од старт ги става во нееднаква положба. Се губат многу гласови, партии. има разлика и помеѓу бројот на гласови потребни за да се стане Така платени во една или друга. нееднакво се смета правото на глас. Не, ма се чини дека откако Павле Трајанов го напушти блокот, дека како да попуштивте. Како тој да беше тој кој вршеше сериозен притисок внатре во коалицијата, дека ова е нешто што мора да се заврши, затоа што кога сте подпишале коалицијски договор, тоа стоело како една од точките која вие треба да ја добиете заради вашето коалицирање во владата, а сега партиите кои што останавте како помали во коалицијата, како веќе ова не ви е приоритетно прашање, иако од тоа зависи вашата независност. Сега вие треба да се пазарите за избори колку места ќе ви дадат. Прашањето е секогаш приоритет и мене ми е жал што што политиката се сведа само на пазарање, а не на суштински концепти. Павле Трајанов е се уште дел од предлагачите и предлагачите се стојат на заложбата, меѓутоа имаме и низа други процеси државнички кои што треба да ги водиме. Нормално дека за нас како условно кажано помали партии ова многу значајно прашање. Но мора да бидете внатре за да се борите тоа прашање да биде слушнато. Ние гледаме дека сите само си ја префрлаат топката, а да оценуваме на ваквото прашање со излагување од влада, знаејќи дека државата е пред сериозен предизвик и гледаме што се случува општо во општеството и каква апатичност, мислам дека е малку несериозно. Што ќе се случува во државата на поле на интеграциите? Слушнавме денеска министерот за надворешни работи најавува преговори со некаков блок во опозицијата, крило кое што е расположено за уставни измени. Ви информирани сте за тоа дека постои некаков таков блок? Не сум информирана, ниту па можам да забележам некакви блокови во неформалните кулуари, меѓутоа никогаш не се знае и во политиката се е возможно, бидејќи сведочевме на такви процеси во минатото. Сепак тие беа критикувани дека сепак не било тоа начин.
да се пазариш, да некој излегува од притвор на ден на гласање, сега гледаме дека веројатно тоа е пак последното прибежиште. Јас се надам дека нема да биде тоа прибежиште, бидејќи секој пратеник треба да биде оставен да одлучува на сопствената волја и својата визија, како ја гледа државата, нормално и стратешките цели кои што се поставени каде се движи државата. Од почетокот на процесот повикувам на наоѓање на диалог и консензус, бидејќи ова не е прашање кој што ја засега Моника Зајкова од ЛДП или ќе донесе политички поени на не знам Димитар Ковачевски или на Христијан Мицковски, меѓутоа е прашање кое што го засега секој поединец и како ќе понатаму се движи државата и во кој правец и каква всушност квалитет на живот ќе понудиме на граѓаните. Ние гледаме дека и мислам дека и така треба да се води дебатата што ќе ни донесе процесот, а што ќе ни одземе. Дали треба да чекаме уште долго во чекалната или треба да одиме на спој со брзиот воз на Европска Унија. И на ваков начин треба да се води дебатата и сметам дека сите треба да учествуваат, сите политички партии, бидејќи сите имаме одговорност и кон граѓаните, и пред државата, и наместо да ги делиме луѓето и да правиме поделба и да кажуваме кој е поголем патриот или предавник, треба сериозно да ги засукаме ракавите и да им понудиме на граѓаните решенија, односно да понудиме решенија како ќе го водиме овој процес понатаму, бидејќи веќе не се во прашање политичките кариери, но навистина е во прашање иднината на оваа држава. Моника Зајкова во тема на денот, благодарам. Благодарам.